Добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Капиталот на дел од кочанскиот бизнис сектор ќе се сели во соседните држави. Трошоците за геотермална енергија, што во последните 3 години се зголемија за 3 пати, ги одвраќаат домашните инвеститори да вложат во проширување на капацитетите за оранжериско производство во Кочани. Компанијата Зелена куќа ќе го пресели дел од капиталот во оранжериското производство од Кочани во соседна Србија. Според планирањата, во наредните 2 години во општината Врањска бања би требало да се инвестираат околу 4 милиони евра за изградба на нов оранжериски комплекс што ќе ги користи тамошните ресурси на геотермална вода. Причина за преселбата на капиталот и инвестирањето во странство е што трошоците за геотермална вода што кочанската компанија ги плаќа за загревање на оранжериите кај нас се за 10 пати повисоки од оние во Србија. Поради тоа, сите корисници приклучени на системот на геотерма се откажаа од користењето топла вода, па Зелена куќа остана единствен корисник. Со тоа и капацитетот на системот е недоволно искористен, односно наместо 1 милион и 300 илјади метри кубни вода колку што порано се користеле на годишно ниво, сега се трошат само 700 илјади метри кубни. Неискористен останува и новиот извор, за кој дупчењето беше направено пред неколку години, а од каде требаше да се обезбедуваат уште 200 илјади метри кубни геотермална вода. Увидот во фактурите што ги испорачува комуналното предпријатие Водовод покажува дека во периодот од 10 години цената е зголемена за 3 пати, односно од околу 16,5 денари во 2005-та, денес таа изнесува 48 денари за метар кубен. Најголем пораст е забележан во последните 3 години, откако одредувањето на цената на геотермалната вода од Државната регулаторна комисија за енергетика премина во надлежност на Советот на општина Кочани. Освен корисниците кои ги загревале своите оранжериски комплекси, штета од таквото покачување, велат во Зелена куќа, трпи и комуналното предпријатие Водовод, затоа што искористувањето на капацитетите е преполовено и покрај повисоката цена по метар кубен. Единствено ќар има локалната самоуправа, која од сумата што се наплаќа за концесискиот надомест добива 78%. Но на долг рок штетата е ненадоместлива, затоа што домашните компании веќе започнаа постапка за селење на бизнисот и капиталот. Во Зелена куќа дојдоа представници од општината Врањска бања за да се договорат можностите за инвестирањето кај нив. Ние веќе имавме еден конструктивен состанок со собствениците на овие оранжерии и дојдовме да видиме како тие работат, на кој начин, затоа што ние сме заинтересирани да им понудиме нешто во нашата општина, одредена површина со земјиште за тие да инвестираат кај нас, односно да направиме оранжерии како овие што ги видовме. Имаме извор на геотермална вода со температура од 96 степени Целзиусови. Имаме еден дел под оранжерии што се загреваат со таа вода и сакаме да го понудиме тоа место каде веќе постои систем што за жал сега не работи, но преку Агенцијата за приватизација до крајот на оваа година треба да се продаде, па им го нудиме на вашите луѓе кои имаат искуство во оранжериското производство. Општинското раководство на Врањска бања вели дека ќе им ги овозможи сите услови и поволности на нашите инвеститори за да вложат во нивната општина, а во новите оранжериски капацитети би се одгледувале раноградинарски производи. Оттаму велат дека за секој нововработен, владата на Република Србија дава субвенција од околу 10.000 евра. Според почетните договори, во Кочанската Зелена куќа предвидуваат дека со новата инвестиција би можеле да се вработат 80 до 100 жители на Врањска бања. Не се исклучува и можноста, покрај новата инвестиција, и постојните оранжери од Кочани комплетно да се преселат во Србија. Со реакција на високата цена на геотермалната вода излегоа и собствениците на другите оранжериски комплекси во државата. Од владата ветуваат дека ќе има известни корекции во давачките, но без конкретни податоци колку ќе изнесува евентуалното намалување на цената. Оранжериското производство, кај кое како енергенс се користи геотермалната енергија, е економски неисплатливо поради незината висока цена и затоа собствениците на стакленици бараат алтернативни решенија. Пресметките што тие ги направиле покажуваат дека загревањето со геотермална вода излегува поскапо отколку кога како ресурс за грејење се користи биомасата. Во компанијата Екоаза Самандов, која е еден од најголемите собственици на оранжериски комплекси со капацитети во Виница, Штип и Дојран, велат дека веќе изградиле 3 котлари на биомаса со капацитет од по 10 мегавати, при што како суровина се користи комиње од грозје, семки од вишни, лушпа од орис и малку сепариран камен јаглен.
До пред 2 години цената на геотермалната вода била прифатлива и се користела за загревање на оранжериите во Виница, но состојбата се влошила по одлуката на владата на седница од 2012 година, со која било направено енормно поскапување. На таа седница на владата на 17.12.2012 година се покачал 583% со едно покачување геотермалната вода не е качија. И јас прв ја увидов грешката, реагиравме до соответните министерства и до ден денеска таа грешка уште не е исправена и од бившиот министер Сарачини за економија и сегашниот бевме, разговаравме и обеќава дека таа грешка ќе ја исправат, ама до ден денеска не е исправена. Ние кога ни покачија толку и ја намаливме потрошувачка за тоа што немаше економска оправданост да трошиме таа вода. Тоа што беше, сега користиме паралелно со геотермална вода и мазот на тие котлари уште немаме направено на биомаса во Виница, плане во наредна сезона и таму да изградиме една котлара. Заменик министерот за економија Христијан Делев рече дека во владата се разгледувала состојбата со цената на геотермалната вода и се правеле пресметки за нејзина корекција. Се прават некои пресметки, калкулации како да се направи нова формула. Од страна на регулаторна комисија беше понудена сегашната формула на пресметување на цената на геотермалната вода. Во владина постапка ни е нова калкулација како тоа да се пресметува. Како ќе биде резултатот не знам, но имаме дадено веќе нов предлог како тоа да се пресметува. Евентуалните корекции, односно намалувањето на цената на геотермалната вода, доаѓа со задоснување, затоа што оранжериските комплекси го преориентираат загревањето со алтернативни енергенси. Резултат на високата цена се и започнатите активности за преселба на бизнисот од Македонија во соседните држави. Мојанци беше домаќин на републичката свеченост по повод одбележување на 15 октомври, светскиот ден на руралната жена. Организатор на манифестацијата беа Федерацијата на фармери и мрежата за рурален развој на Македонија. Распеано и разиграно повторно беше во Мојанци, 10 дена по одржувањето на завршната свеченост од деновите на Оризот. Овој пат повод за прославата беше одбележувањето на 15 октомври, светскиот ден на руралната жена. Централната свеченост ја организираа Федерацијата на фармери на Република Македонија и мрежата за рурален развој со поддршка од локалната самоуправа на Кочани. Годинава одбележувањето на денот се одржа по 7 пат, а негова цел е да ја истекне улогата на жената за развојот на земјоделството и руралната средина. На прославата во Мојанци присуствуваа жени фармери од сите краеви на Македонија, како и представници на научни, образовни и други институции кои соработуваат со руралното население. На ова манифестација, секогаш укажуваме на здружувањето на жените и нивно инволвирање во Федерацијата на фармери, исто така и инволвирање во женското предприемништво, што е многу важно за руралната економија. Исто така многу е важно да истакнам на регионално здружување, бидејќи баш пред малку се вративме од Грузија и таму имавме состанок со Грузиската федерација на фармери, каде што јасно и гласно си кажавме на потребата дека е потребно регионално здружување за да можеме жените заеднички да делуваме и да ги одбраниме нашите интереси и права. Оценка на членките на мрежата за рурален развој е дека улогата на жената во развојот на предприемништвото е големо. Од кога знам за себе, се занимавам со земјоделие и тоа не е основа екзистенцијална дејност на цело семејство. Улогата, како што прашавте, на жената фармер во руралните средини е многу голема, бидејќи таа е алката која што го поврзува целото семејство и столбот на цело семејство. Жената фармер треба да биде спремна за секоја ситуација, за работа на поле, за работа во канцеларија, ако некоја се занимава веќе со понапредно предприемаштво во земјоделието, потоа за работа во куќата, за одржување на куќата, за семејството, за грижа за децата, за родителите и секогаш да биде стокмена и средена за секоја прилика. Жените фармери кои живеат во рурални средини сметаат дека се подготвени да ги исполнат очекувањата што од нив се бараат како предприемачи. Правата на жената кои што и се дадени со законот, со уставот и кои што треба да ги исполни, меѓутоа и да ги на некој начин искористи, секако дека таа е спремна и сега е 21 век
и таа може и таа во секои услови ова покажува самото одбележување да ако се 80 години назад да слави овој ден, а само 8 години е присутен со славење во Македонија, еден чекор плюс дека сме тргнале од една мртва точка која што има иднина. Во рамки на одбележувањето на Денот на руралната жена се одржа и надпревар во правење традиционална тава, за што беа доделени награди. Во манифестацијата се вклучија и фолклорниот ансамбл Кочани, местната заедница од Мојанци, како и Комисијата за еднакви можности на мажите и жените на општина Кочани. Кочани е еден од малките градови во државата каде бројката на разводи опаѓа. Во 2013 година имало 51 развод, а во 2014 до октомври 40, што не е случај со другите градови во Македонија, каде што бројката на разводи алармантно расте. Во Кочани отворено советувалиште за брак и семејство. Во Кочани не е случај, но во Македонија бројката на разводи алармантно расте. Со цел да се намали бројката на разводи, советувалиште за брак и семејство доби и Кочани. Советувањата треба да обезбедат советувалишни услуги од областа на бракот и семејството. Во фокусот ќе бидат советувања во однос на воспоставување односи помеѓу поединецот или семејството со стручниот работник или тимот кој ќе работи со нив. Ќе се утврди проблемот, а потоа ќе следи советодавна работа кон постигнување на целите. Целта на отворањето на советувалиштето е да се пружи поддршка и помош на поединец, на родители, на деца, на сите кои што имаат, сите брачни партнери кои што имаат потреба, ќе осетат потреба дека имаат криза во семејството и потреба од советувалиште. Значи, сите оние, без разлика дали имат проблеми во бракот, кризи, кои што сакат да ги надминат проблемите и да го задржат бракот, пред да стигнат до бракоразвод, да се обратат во Центар за социјална работа или во Центар за социјални услуги, ќе се закаже термин и ќе поработиме малку во нивни кои ги им одговара термини во советувалиштето за брак и семејство, се со цел за надминување на брачната криза, за да не дојде до бракоразвод, бидејќи после тоа последиците се уште поголеми, посебно кога има изродено дете. Кај нас во Кочани нема некое зголемување на бројот на бракоразводите. Например, во 2013 биле заклучно 51 поминали низ Центар за социјална работа, во 2014 до сега до месец октомври се 40 бракоразводи, меѓутоа на ниво на држава рапидно расте бројот на бракоразводи. Од таа причина целта на советувалиштето е токму тоа, кај нас не расте, меѓутоа ние ќе бидеме успешни доколку ја намалиме бројката на бракоразводи, се во интерес на нивните деца. Освен родителите, совети во надминување на проблемите ќе добиваат и децата во случаи на развод на родителите, како и советодавна работа со малолетни лица кои сакаат да склучат брак и укажување за обврските и последиците кои ги носи разводот. Услугите во советувалиштето се бесплатни, а дискрецијата и непристрасноста се загарантирани. Советувалиштето ќе работи по потреба во попладневните часови после 16:30. Со заинтересираните ќе работат стручни лица од Центарот за социјални работи Кочани и педагог, психолог и социјален работник. Советувалиштето се наоѓа позади објектот на општина Кочани во просториите на Центарот за социјални услуги. Преку хуманитарни акции, младинската организација од Средното општинско училиште Љупчо Сантов го одбележува Светскиот ден на гладот 16 октомври. Продава картички по символична цена од 30 денари, а средствата ќе бидат наменети за помош на социјално загрозен ученик од училиштето. Во текот на утрешниот ден, кога се одбележува Светскиот ден на гладот, граѓаните ќе можат да ги купат картичките на две локации во Кочани, во трговскиот центар и на мостот пред влезот во градскиот пазар. Мобилни екипи составени од ученици од Средното општинско училиште Љупчо Сантов ќе бидат таму и ќе ги продаваат картичките. Сакам да ги поканам граѓаните да ги купуваат масовно овие картички и кочанчани да ја покажат својата хуманост на дело, бидејќи еве една од нашата носечка мисла која што е на картичките е дека секој од нас чувствува дека она што го прави е само една капка во океанот. Но ако не правиме ништо, океанот ќе биде посиромашен за таа една капка, затоа да даруваме и да помогнеме онаму каде што е потребно. По повод одбележување на денот, во дворот на училиштето ќе се одржи свеченост на која се поканети градоначалникот Димитровски и советниците од Советот на општина Кочани, како и представници од француска делегација. Македонското еколошко друштво со едукативни предавања за учениците од Малина Попиванова и Свети Кирил и Методи. Целта е подигнување на еколошката свест за зачувување на шумите.
Проектот за шумски екосистеми се спроведува прва година и започнува од Кочани, со можно проширување во другите градови од Републикава. Презентации на учениците од пете одделение од основните училишта Марина Попиванова и Свети Кирил и Методи организираше Македонското еколошко друштво како дел од проектот Шумски екосистеми, што на ниво на Македонија се спроведува прва година. Предавањата започнуваат од градот Кочани заради блискоста на Осоговските планини, каде е планирана прошетка. Учениците учат за значењето на шумите и зошто треба да се чуваат истите. Темата на предавањето се изучува и во редовната наставна програма, но во едукативните предавања представниците од Македонското еколошко друштво им објаснуваат на учениците многу подетелно и сликовито. Оваа активност конкретно е поврзана со подигнување на еколошката свест ке децата за значењето и вредностите на старата букова шума. Предавањата во училиштата се состојат пред се во објаснување на развојниот тек на буката, основните карактеристики на буковите шуми, како и значењето и вредностите не само на буковата шума, туку и на сите други организми кои што живеат во буковата шума и влијаат секако на нејзиниот развој. Проектот е резултат на долгогодишната работа на Македонското еколошко друштво во Осоговскиот регион и преку него се промовираат природните вредности на Пониква. По едукативните предавања ќе следува промовирање на патеката на буковата шума. Планирана е промоција на патеката на Клука и дрвецот, по која што децата со своите одделенски наставници, представници од извиднички клубови и представници на МЕД ќе успеат да ја прошетаат во текот на 2,5 часа и ќе застануваат на точно одредени места каде што ќе бидат објаснети специфични или карактеристични информации за буковата шума преку игра и забава. Промотивно-едукативниот настан на Пониква, иако е наменет за децата, сепак повикани се сите заинтересирани граѓани и љубители на природата. Освен Македонското еколошко друштво, проектот е помогнат од општините Кочани и Пробиштип, невладини организации, јавното предпријатие Македонски шуми подружница Кочани и планинарски и велосипедски друштва. Продолжуваат програмските содржини од фестивалот за хумор и сатира Инвиница Веритас. На вториот ден од манифестацијата беше промовирана збирка афоризми од домашни автори. Печатената архива на општина Виница е збогатена со нов пишан документ. За прв пат Домот на културата Тошо Арсов издаде собствено дело, книга Афоризми, насловена во сатирата е вистината, во која се сублимирани околу 500 афоризми од нашите познати автори Миле Георгиевски и Васил Толески, со илустрација на карикатуристот Миро Георгиевски. Честа да ја промовираат во рамките на фестивалот Инвиница Веритас ја имаа познатите афористичари од Балканот Александар Чотрик, Драготин Милутик Карло и Бојан Љубеновик. За големината на македонските автори и нивното реноме во балканскиот круг афористичари зборуваа рецензентот Милутик и пратеникот Чотрик. Имаме фестивал во Србија. Ние имаме фестивал во Србија на кој учествуваат и овие двајца автори. Впрочем, Македонија, Бугарија, Србија се земјите во кои сатирата се уште доминира, така што ми беше чест да напишам рецензија за книгата. Миле Георгиевски и Васил Толевски се познати сатиричари и афористичари на Балканот. Ние сме тие кои го држиме духот на сатирата на балканските простори. Васил Толевски е изузетно познат. Васил Толевски е исклучително познат не само во Македонија, туку секаде каде што се разбираат нашите јазици. Редовен учесник и победник е на бројни фестивали на хуморот и сатирата, кај нас па и пошироко на Балканот. Тој е добитник на највисоката награда за сатира, а член е и на Сдруженијето на писатели на Србија. Од оваа година и Миле Георгиевски ќе стане член на тоа здружение, а прегласувањето ќе биде на годишното собрание на писатели во декември. Авторот Толевски ја поздрави поддршката од локалната самоуправа на Виница и издавачот Домот на културата Тошо Арсов и заедно со Миле Георгиевски презентираа дел од своето творештво. Добро што сега во Македонија веќе на сатирата се гледа со други очи и благодарам на општинските раководства, значи од Струмица кој почна Кочани, Делчево, Виница, не прифатија комплетно и сваќаа дека сатирата е сосем обичен литературен род кој критикува, но никогаш никој од не видел штета. Не постои сатиричар кој успел да смени некоја влада, некој да му наштетил нешто. Едноставно ние го кажуваме она што мислиме дека може да се промени.
Инаку, покрај промоцијата, втората вечер од фестивалот Инвиница Веритас се играше и представата Михаел Мишкоет со актерите од збатимената општина Трајавна од Република Бугарија. Првата проекција на филмот Деца на сонцето беше прикажана синоќа во Центарот за култура Бели Мугри во Окочани. Станува збор за трейлер кој ги исполни очекувањата не само на македонската, туку и на странската публика. Оти се наоѓа во 6 најдобри филмови во Лондон. Филмот е љубовна приказна во која главни ликови се Ангела и Марко, а нив ги толкуваат младите Кире Ѓоревски, актер кој дипломирал во Бугарија, и Ивана Павлаковиќ од Факултетот за драмски уметности во Скопје. Во фокусот на приказната се наоѓа едно македонско семејство кое живее на работот екзистенција. Деца на сонцето се снимаше минатата година во Преспанскиот регион, како и во Битола и Скопје. Режисерот Митрикевски своите филмови претежно ги снима покрај вода. Предходниот негов филм Преку езерото е снимен покрај Охридското езеро. Со Кајче оди Константин да ја земе својата вереница во Албанија и ги затвараат тогаш границите и он останува оди по љубов, а цел живот во затвор е поради љубов. Мислам, тоа е вистинска тема и јас пред тоа снимив документарен филм, тоа е вистинска приказна, која се вика Љубовта на Кочето Пенчаров. Така да и овој филм Деца на сонцето е покрај вода. Покрај вода затоа што действието е покрај вода. Значи, они фактички гњурат фамилијата, бараат некои вредности антички и наоѓаат. Така да, поради драмата, поради приказната, али од друга страна убаво е да се снима покрај вода. Лично сакам, затоа што она носи една својствена поезија, рефлексија, асоциации. Во подготовка е нов проект за Цар Самуил кој ќе се снима на манастирот Трескавец во Прилеп. Проект кој е, знаем, 11 век, битката на Беласица, за еден навистина голем лик во нашата историја, за тој е првиот цар кој го формирал, нели, средовековна држава тука кај нас. Така да тоа е филм со кој влегува, се надевам дека следната година ќе влеземе во продукција. Митрикевски, кој на првата проекција се обрати на присутните, рече дека насловот на филмот Деца на сонцето се поклопува со топлината и светлината на сонцето. Како што тоа свети и дава топлина, така треба да зрачи и семејството, да има љубов, разбирање и почит. Пораката која што режисерот сака да ја пренесе преку филмот е простување. Останатите улоги ги толкуваат Владо Јовановски, Милица Стојанова, Мето Јовановски, Ацо Дуковски, Ѓорги Јолевски, Данчо Чевревски, Билјана Таневска, Камка Тоциновски, Мартин Мирчевски, Сашко Коцев и 3 деца. Владко Стефановски, кој е автор на музиката во филмот, за прв пат има епизодна улога на филм и го игра човекот со гитара. Директор на фотографијата е Јарослав Шода од Полска, а монтажата е на Андрија Зафрановиќ од Хрватска. Филмот во Окочани ќе се прикажува до сабота. Завршија вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на веб страницата kanal8.mk. Довидување.